Пакетот од 4 закони за реформи во јавната администрација до крајот на април ќе биде доставен до владата, а до крајот на мај или почетокот на јуни се очекува да влезе во собраниска процедура, најави министерот за јавна администрација Горан Минчев. По критиките од Европската унија дека земјава доцни со реформите во јавната администрација, Минчев вели дека не чувствува одговорност, бидејќи процедурата била во рамки на постоечките рокови, предвидени од Европската комисија. Тоа го каже и во извештајот јавен амбасадорот Рохас дека доцниме во реформите, но не доцниме сега, доцниме 10 години. Нашиот пакет на закони или пак акцијскиот план или пак реформската агенда до овој момент е во рамки на постоечките рокови. Тоа значи дека овој пакет на закони кој што ние го нудиме сега од 4, кој што дел од нив се со европско знаменце, треба да го донесеме до крајот на јуни. Ако сме согласни на роковите, не би можел да видам причина зошто да имам одговорност. Законот за правична застапеност не е дел од пакетот. На неговата подготовка работи група експерти формирана од владата, а пред да биде испратен во собрание, прво ќе оди на проверка во Венецијанската комисија, за да се осигура дека нема повторно да падне на уставен, кажа Минчев. Правичната застапеност на етничките заедници во Република Македонија согласно подпишаниот Охридски договор е уставна категорија. Јас инсистирав и добро е што на тоа законско решение работат експерти, за да не се најдеме повторно во иста ситуација во рамки на евентуален поднесок до Уставниот суд и повторно поништување на одредени членови од постоечкиот досегашен закон. Како да се дојде до ефикасна и департизирана администрација? Македонија ќе учи од Словенија. Минчев заедно со министерот за јавна администрација на Република Словенија Франк Пропс подпишаа меморандум за соработка, кој меѓу другото предвидува заеднички активности за подобрување на управувањето со човечките ресурси и развој на дигитални решенија за унапредување на пристапот до јавните услуги.